Веда, дали е вистина дека битолчанките се едни од најзгодните девојки во Македонија? Да, нормално. Пример за тоа си ти? Не знам, не се сметам за така, ама има во Битола битолчанки што се. А момците? Годни се во Битола или не? Па не знам. Да, Да. да. Кажи ми ти колку време поминуваш во текот на денот, неделата за вежбање? Па отприлика тренирам 3 до 4 пати неделно моментално. Кога се припремам за некој надпревар или фотосесија, тренинзите ми се по 5 до 6 пати неделно. Околу 2 часа дневно поминувам во теретана и исто така и држам кросфит тренинзи во фитнес центарот Универзал. Колку исхраната важна во сето ова? За мен исхраната е многу важна. Јас сум нутриционист и технолог за исхрана. И посветувам долго време во припремање на оброци. Исто така работам и со онлайн клиенти за кои што изработувам план за исхрана и е еден најважен елемент во постигнување на резултати. Кажи ми, дали е добро е предност да се изгледа вака, дали момците почесто ти се додворуваат или пак? Па не знам, не обрнувам многу внимание на тоа, повеќе сум концентрирана на тоа само да се само подобрувам и така. Дали имаш учествувано некој надпревари можеби до сега или до пораките ви? Имам учествувано на надпревар за кросфит во Загреб. Исто така во Скопје, каде што тренирав 3 години во кросфит Скопје и во Солун исто така. Кажи ми, ти нели како што кажа држиш лични тренинзи, што сакаат девојките најчесто? Најчесто ме прашуваат како да направат стомачни или за долен дел се повеќе заинтересирани, но јас сакам да го сменам начинот на кој што го гледаат сопственото тело, односно да покажам дека покрај естетика, покрај изглед со вежбањето и женски можат да постигнат физичка сила и кондиција која што можеби не сметаат дека можат да ја постигнат.